Добар ден на сите, добре дојдовте драги пријатели во денешнава епизода. Моето име е Јосиф Дамјанов и денеска одговарам на едно многу добро прашање. Двај чекав оваква прашање да дојде, затоа што не сум човек кој што можеби ќе ви каже да ова не чини или ова е во ред или не знам. Туку човек кој што ќе ви даде логика и факти на работите кои што јас ги правам или не ги правам и сакам да ме разберете повторно во насока дека јас сум тука човек кој што дава информации за работи кои што ги пренел во акција, ги прави во пракса и кои што може би помогнал на луѓе и функционираат. И денешното прашање е од една наша пријателка Ани, така да го погледнеме и ќе дадам одговор. Има една диета, ја знаете сигурно, она или уно. Што ќе кажете вие за таа диета? Ани, одлично прашање, супер прашање и одма ќе ти одговорам, но затоа што точно не ја знам оваа диета UN, знам дека постои, ми ја зборувале луѓе, но точно не знам како функционирам, нема да ми ќе ми простиш што ќе се послужам со телефон за да дзирнам како функционира и одма да ти дадам прашање. Ја најдов во еден магазин како се изгледа и еве што пишува. 90-дневна диета многу е популарна првенствено поради тоа што дава многу добри резултати. Целта на оваа диета не е само намалување на вишок на килограми, туку и промена на метаболизмот со што се исклучува можноста за брзо враќање. Океј, прв ден протеински ден, ручек, окей, втор ден за скроп, трет ден за јагле-хидрати, четврт ден овошен ден и има неколку, не знам тука нешто има воден ден после не знам кој како. Окей, али за да не ми се битни деталите затоа што одма имам одговор за ова. Прва работа, зошто пишува 90 дена и зошто треба 90 дена да се држи оваа диета, тоа не ми е јасно. И она што јас константно го зборувам е дека треба секој од нас да воспостави начин на живот кој што ќе му одговара да го држи доживотно. И во старт оваа диета пишува дека е 90-дневна диета која што дава брзи резултати и тоа е супер и дава супер резултати. Прашање е дали некој од вас може доживотно да го прави ова. Тоа е клучното прашање, затоа што имате распоред на денови. Она што мене не ми прави логика и што можам да ви дадам милион логики зашто не ми прави логика, е тоа што, како што видов, има протеински ден, јагле-хидратен ден и така натаму. Во јагле-хидратен ден загледав дека пишува јадеш за ручек, не знам, тесто, во сите денови е ист појадокот, ако не се лажам, како што видов, и тоа што прва работа не ми држи на мене вода е дека кога имате јагле-хидратен ден или не знам протеински ден, вие не значи дека не јадете јагле-хидрати и протеини. И прва работа, ако во ручекот ја имам тесто, тоа не значи дека тоа е само јагле-хидрати. Земете било кои тестенини, прочитете од позади етикетата, има и протеини. И тогаш ако ги делиме воопшто, зашто тогаш не ги делиме до крај. Друга работа што не ми прави логика и што тотално, мислам, научно може да го проверите тоа, е дека вашето тело не знае кој ден е, дали е вторник, дали е среда, дали е четврток, и не знае и не е програмирано и метаболизмот не работи на начин дека денеска ќе функционира само на протеини. Утре ќе функционира само на јагле-хидрати и она што е најголемата глупост е воден ден. Мислам, кое тело може да функционира само на вода? Еве, па и еден ден да е макар, едноставно вашиот метаболизам не му треба ден во кој што само има вода. И затоа, според мене, ова и сите диети кои што до сега можеби некој од вас ги правел или некој од вас можеби ќе ме праша во иднина, се строго поврзани со одреден период и се строго поврзани со целта килограми. Она што константно ја ќе го зборувам, сменете ја целта. Целта нека не ви бидат килограми за одреден период, целта нека ви биде добри здрави животни навики лично за вас, а самите тие животни навики ќе донесат и резултати кои што сакате да ги видите и на вага, и во огледало, и во конфекцијски број. Заклучок за оваа диета, тотална глупост за мене, немојте да ме разберете погрешно. Ако на некој од вас ви функционира, правете ја секоја чест, инспирација ќе бидете, слободно кажете ни ваше искуство, зошто ви одговара и така натаму, но за мене ова нема никаква врска и логиката е тоа што знам дека метаболизмот не функционира на база на денови, на протеини, на толку саат, на и така натаму. Телото знае што вие нутритивно му давате, како да го користи тоа и според тоа го прилагодува метаболизмот и го оформува и вашето тело. Така да, дечки, ако имате можеби некакви прашања дополнителни поврзани со овакви теми и слични или некакви искуства и дилеми кои што ви тлеат во глава, слободно поставете и користете го хаштагот AskJosif или еве
Ани ми го постави ова прашање во инбокс, како и да е прашање. Фала ви за интеракција и за денеска завршувам. Ве оставам во добри здрави животни навики и се гледаме во следната епизода, а до тогаш имајте си убав ден. Чао, чао!